еден ибадет кој што представува директна врска или директна спона во таа исконска древна вертикала Аллах субхану ва таала човек. Кој? Условот е тој да биде искрен со Господарот Джелешену. Наградата тој ќе ја почувствува во себе додека пости. Која е таа награда? Никогаш нема да му биде тешко што да се одрекне од таа храна, од тој пијалок во неколку сати, за само неколку сата во денот. Ибадетот кој што те води директно во џенет е само едно ограничено време траење на толку и толку часови кои што ти ќе ги жртвуваш, а ќе ти бидат ќе добиеш вечност. Се фокусирани врз зона да го искористат месецот Рамазан како може и последна шанса во животот. А верникот треба да биде остроумен, треба да биде паметен, треба да го зграпчи моментот. Токму така. Дадовме предлог. Убав предлог. Иако предлогот е даден пред 1400 години, 6 месеци. Ама ние го скративме на два, зашто ајде. Слушај, ние сега ќе видиме. Сега да те наградиш. Нема да додадам ништо, само ова. Не сакам да го расипам моментот, значи ова беше кулминација. Јас сум многу емотивен, машалла. Она што го зборуваше, оџата и се така. Тука сме. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милосниот, милостивиот. Почитуваме браќа и сестри, вие што го следите подкастот Диван, вечера имам чест во последната епизода од ова прва полусезона, на втората сезона, да зборуваме за темата Рамазан, можност која што не смееме да ја изгубиме. За да разговараме на оваа тема, вечера со нас е почитуваниот оџа Хусейн Ефенди Адеми, на кого му искажуваме добре дојде во нашата емисија, во нашиот подкаст. Да, чу, благодарам. Исто така со нас повторно вечерва е и почитуваниот Фатмир Ковачи, с кој што ќе ја збогати оваа наша дискусија со неговите коментари, прашања и потпрашања. Уште еднаш, ова нека те награди, шејх што одвои време да бидеш со нас вечерва. Аллах и вас да ве награди, Аллах да ве чува. Се надеваме дека Аллах ќе ни овозможи да го дочекаме Рамазан и да го испостиме онака како што е Аллах задоволен и да излеземе од Рамазанот, од овој месец Рамазан со примени дела и со простени греови. Амин. Аллаху. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салам во една прилика го слушнале асхабите како вели амин, качувајќи се на неговиот мимбер. Мимберот е местото каде што, за гледачите го велам, каде што се држи петочната худба. И кога го прашале асхабите зошто рекол амин, во еден пасус тој вели дека Џибрил рече, наистина пропаднал, загубил и понижен е тој на кога Аллах Џелешану му дозволил да го дочека месецот Рамазан, да влезе во месецот Рамазан, да излезе од месецот Рамазан, а да не биде месецот Рамазан причина да бидат простени гревовите. Аллах да чува, ла хаула ва ла кувата илла билlah. Дали луѓето ја сфаќаат вредноста и можноста и шансата која што ни ја дава возвишениот Господар Аллах субхана ва таала. Бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу ала расулилlah. Во ба'ду, ја веднаш на почеток ќе кажам дека поставеното прашање е толку сеопфатно, значи толку е воопштено, но истовремено е конкретизирано, да мислам еве и да го завршиме подкастот сега нема проблем. Се е кажано. Јазакаллах хаир, го спомна хадисот во кој што Џибрил му се обратил на пратеникот салаллаху алейхи ва салем со тоа што ти пред малку го кажа, а во друго предание стои дека Мухамед салаллаху алейхи ва салем вели регуме енфу реджулин едреке рамадани волем или во ривајет фелем јухфер леху. Значи, пропаднал човекот кој што жив, здрав, во добра физичка состојба, нели, го дочекал месецот Рамазан, а не заслужил да му бидат простени гревовите.
Ова е еден голем хадис. Ова е хадис во кој што Аллаховиот пратеник, гласноговорникот на небесата, на нас, луѓето, на нас, обичните смртници, ни дава до знаење дека се случува нешто посебно интересно и нешто посебно важно во овој месец. Еве, сега знаеме дека Господарот Джелле Фиула го започнал објавувањето на Куранот токму во овој благословен месец. Значи, се одигрува нешто многу важно, се одигрува нешто што од моментот кога почнува објавувањето на Куранот, па се до судниот ден, значи конкретизирана е судбината на уметот, судбината на луѓето, судбината на човештвото воопшто, бидејќи се говори за еден од најголемите и најсуптилните ибадети во исламот, а тоа е саум или постот, еден ибадет кој што представува директна врска или директна спона во таа исконска древна вертикала Аллах субханаху ва таала човек. Значи, зборуваме за еден ибадет кој што никој не може да го обзнани во јавност, истовремено никој не може да го прикрие пред возвишениот Господар Джелле Фиула. Што сакаме да кажеме? Сакаме да кажеме дека во секој ибадет Господарот субханаху ва таала на човека му дал одредено расположение. Еве да кажеме за намазот, пегамберот алейхи салату ва селам вели: "Ва джу'ила куррату ајни фи салати." Нели? Значи, мојата радост е каде? Токму во намазот. Значи, пегамберот алейхи салату ва селам најрадосен, најрасположен, најпозитивен бил кога бил во намаз, кога бил во директна комуникација со Севишниот Господар Аллах Джелле Фиула. Имаме други состојби, например хаџот, за кој што пратеникот алейхи салату ва селам вели дека тој што, значи, со искрен ниет, со чиста душа, со вистинско верување ги извршил сите тие хаџски обреди, иако ја заслужил прошката на Господарот субханаху ва таала, дома кај своите ќе се врати чист од греови како што бил чист во денот кога е дојден на овој свет, кога е роден. Иста е работава и со постот. Што сакаме да кажеме кога велиме дека тоа ниту може да го обзнани, ниту може да го прикрие? Па еве, човекот е карактеристично расположен во Рамазан. Доколку му е близок на својот Господар, доколку тој ја бара блискоста на својот Господар Джелле Фиула, неговиот пост не дека само ќе биде прифатен од страната на Господар Джелле Фиула, туку Господарот ќе даде знаци, ќе даде ишарети по кои што ќе се види дека инша Аллаху Теала неговото дело е прифатено. Значи на постачот, нели? И сега услов е кој? Условот е тој да биде искрен со Господарот Джелле Ше'нуху и да не се фали себе си со таквото дело. Доколку се пофали со делото на постот, во состојба каде што тоа не е побарано од него или каде што шеријатски не е принуден, да кажеме пред шеријатски суд или некоја постапка која ти е позната, значи не е принуден да каже дека пости, меѓутоа тој пости. И тоа дело го знае само Господарот Джелле Фиула, на вистина постот, делото, ќе го штити, значи посебно ова дело, ќе го штити на двата света. Нели, на овој свет го штити од слепото следење на страстите, да не пропадне во нештата не само кои што Аллах Джелле Ше'нуху ги забранил, туку во нештата кои што го оддалечуваат од спомнувањето на Аллах Джелле Ше'нуху, го оддалечуваат од ибадетот, го оддалечуваат од моментот во кој што тој треба да му се посвети на својот Господар со цела душа, со цело срце, искрено говорејки дека јас сум Аллахов роб. Затоа пегамберот алейхи салату ва селам вели: "Мен саме иманен ва ихтисабен гуфира леху ма тaqaddama min dhanbi." Тој што ќе го испости, значи се мисли на месецот Рамазан, нели, длабоко убеден дека тоа е дел од неговата вера, дека без постот на Рамазан верата не може да постои во неговото срце, нели? Уахтисабен, надевајки се
дека Господарот Субханаху ва Теала кој што себе си се опишува како што кажа во уводниот дел, дека е милостив, дека е сомилосен, дека е премилосен. Значи длабоко уверен, надевајки се на наградата на Господарот Субханаху ва Теала, а наградата на верникот која е? Не е само таа дека Господарот ќе го сочи од джехенемскиот оган на судниот ден, туку пред се наградата тој ќе ја почувствува во себе додека пости. Која е таа награда? Го спомнува Господарот често, го моли Господарот често и што е најважно од се, таквиот човек, таквиот верник научил да разговара со својот Господар Джеле Ше'нуху. А тоа е многу важно. Многумина од нас не знаат да разговараат со Господарот Джеле Ше'нуху. Или научиле довата да биде паушална, или научиле со оваков механички, со оваков или онаков збор, не навлегувајќи во ниетот на луѓето, тие тоа најдобро го знаат, не обвинуваме, не дај Боже, сакаме само да подучиме пред себе си да се подучиме, а може би и тој што не слуша ќе се подучи инша Аллаху Теала. Значи да му се обраќа на својот Господар како да разговара со не со некого најдобро, со некој најдобар пријател, туку како да разговара со својот најдобар и најприсен заштитник. Убеден дека ништо освен Господарот Субханаху ва Теала не може и никогаш никој нема да му биде подобар соговорник од Господарот Джеле Ше'нуху. Ако ја достигне таа дереџа во текот на месец Рамазан, таквиот човек ќе го заслужи последниот дел од хадисот што го споменав пред малку. Гуфер леху ма текаддем мин земби, сите негови минати греови ќе бидат простени. Зошто? Затоа што Господарот Субханаху ва Теала сака да простува. Затоа што Господарот Джеле Фиула чека. Сака тие што се кајат и кои се Токму така, ги сака тие што се прошка код токму така. Нели Господарот дури ги фали ал мустагфирина бил асхар. Значи тие кои што бараат прошка кога токму во тој одреден период бил асхар. Значи во времето пред настапување на феџрот или сабахот или зората. Зошто? Поради познатиот хадис на пегамберот алейхиссалату веселам, нели во кој што тој ја опишува каквотијата, нели на комуникацијата помеѓу Господарот Джеле Ше'нуху и човекот, токму во тој период кога луѓето спијат, а човекот станува и бара прошка од Господарот Джеле Фиула. И затоа постот како такво дело, кое што на судниот ден ќе се отелотвори, може би подоцна ќе збориме за тоа, нели ќе се отелотвори и буквално ќе застане помеѓу човека и мелеците на казната да го заштити, нели, да не го зграпчат и токму така да не го зграпчат и да не го фрлат во џехенемот, валијаду билла. Значи човекот кој што ги разбира овие зборови на Господара Субханаху ва Теала, никогаш нема да му биде тешко што да се одрекне од таа храна, од тој пијалок во неколку сати, за само неколку сата во денот, нели, што е едно прекрасно доживување за човека. Значи не јадеш, не пиеш се до приквечерие или до акшам, кога се подготвува што кога дење си во ибадет, кога не јадеш и не пиеш, го спомнеш Господарот Субханаху ва Теала, а веќе навечер Господарот ти дозволува малку да се најадеш, малку да се напиеш, зошто? За ноќта да можеш да поминеш во ибадет биидниллахи Теала. И ако не во 11 месеци во годината, барем во еден месец да се поистоветиме со асхабите на пегамберот алейхиссалату веселам, кои што преку ден, како што се опишувани, нели, во доста преданија, преку ден биле вистински коњаници, значи вистински борци кои што не воделе сметка за ништо, само воделе сметка како да се оствари највозвишената цел на Божиот говор, нели? Меѓутоа приквечер, навечер тие се смирувале и биле, разбираш, биле испосници буквално кажано. Значи дури да не можеш ни да ги забележиш дека постојат, меѓутоа нивните куки биле што? Нивните куки биле како рој на пчели, биле епицентар на експлозија, на иман, на барање прошка, нели, на
Ноќе намаз, на вложување максимален труд, разбираш како да му се доближат на Господарот субханаху ва теала, значи одстранувајќи или отфрлајќи го од себе сето она што му е на човека потребно во квечерните часови. Па дури и тоа да е во прашање, нели она најнормална физичка комуникација помеѓу мажот и жената, па дури и во часовите кога тоа е дозволено, како што вели Господарот субханаху ва теала, нели дека нисаукум харthun lakum, вашите жени се ваши ниви. Нели дозволено е после акшам и така натаму. Не, дури во тоа време некои од нив биле на дереджа, се воздржувале од таквиот акт. Зошто? Затоа што ја очекувале наградата на Господарот субханаху ва теала, а ова е многу важно да се знае. Зошто? Затоа што она што го прави човекот сега, нека знае, ја почнувам сами од себе си. Треба да знаеме дека ибадетот кој што те води директно во џенет е само едно ограничено време траење на толку и толку часови кои што ти ќе ги жртвуваш, а ќе ти бидат... Ќе добијат вечноста. Токму така, ќе добијат вечноста. Се надевам дека не затолка под прашањето. Целта на прашањето беше дека ова што го рековте вие има значење кај луѓето кои што се свесни за вредноста на Рамазанот. Но како да ги потикнеме, верниците, муслиманите, да го сватат доаѓањето на месец Рамазан како една можност која што не смеат да ја загубат. Зошто кај луѓето постојат тие, да ги наречеме материјални подготовки, купуваме повеќе храна за да биде богата софра. По-богата нашата трпеза. Исто така правиме распоред кога ќе го викаме на ифтар, кога ќе одиме на ифтар. Повеќе сме фокусирани околу тоа додека мал број, ова е релативно мал број, на верниците се фокусирани врз зона да го искористат месецот Рамазан како може и последна шанса во животот. Прекрасно прашање. Субханаллахи лазим, ла хавле ва ла куввата илля билlah. Ама ефендија, вашата улога е да поставувате прашања, а не нас гостите да не оставате без текст. Не. Ла хавле ва ла куввата. Значи прашај си одговори човекот, ние само можеме зборувавме се еден оđа претходно токму околу оваа тема, бидејќи месецот Рамазан ни дава до знаење дека ние навистина имаме потенцијал. И да постиме, и да читаме повеќе Коран, и да го спомнуваме Аллах џелешан, и да кланяме ноќен намаз, и да даваме садака или милосрдие или милостинја, како се вика веќе на македонски. Да. Значи, таа потенцијална сила која што имаме, зошто да не продолжи во текот на другите месеци? Кога ние веќе сме свесни дека тоа што сме наумиле да го направиме, можеме да го направиме доколку се потребно врз Аллах џелешан. И доколку сме сватиле на вистински начин вредноста на тоа што Аллах џелешан ни го овозможил. За да се одговори на ова прашање, според мене, треба нашиот момент, заедницата, нашата заедница, нели, во која што живееме и делуваме, мислам дека, ајде да кажам студиозно, треба функционирањето на заедницата да го поделиме, значи, во две групи. Значи, нашето социјално функционирање или социолошко функционирање, тоест нашата општествена едукација, нашето воспитување кое што го имаме, нели, од една страна тука секако ќе ја спомнам тој многу важен факт ќе го спомнам, начинот на кој што ние муслиманите требаме институционално да дејствуваме, нели, и да делуваме, а од друга страна го имаме тој верски аспект за кој што мислам дека Аллах најдобро знае, тоа е мој впечаток, нели? Мислам дека можеби еден од овие два сегмента, нели рековме нашето институционално функционирање и нашата верска едукација, мислам дека тука не успеавме да пронајдеме баланс.
бидејќи ти ако сакаш да функционираш на ниво на поединец или на ниво на заедница, ти мораш да имаш воспоставен ред и една цврста организациона подложка, нели, која што ќе стори ти секогаш да бидеш присутен на сцената во заедницата во која делуваш. Значи тука ќе кажеме дека џамијата е наша најголема и најважна институција. Од неа, од мездџидот, од џамијата, нели, од нашиот, ајде да го наречам, културен центар, нашиот генерал штаб, нашиот духовен епицентар, нашиот, нели, нашето свеучилиште, нашиот универзитет е џамијата. Нели? Значи, мислам дека треба многу повеќе да се работи на тој аспект, дека за Рамазан треба да се говори минимум 2 месеца пред настапувањето на месецот, 2 месеца пред настапувањето. Сабите 6 месеци. Алла да те награди, значи врати ми го зборот, ми го зеде зборот, нели? И 2 месеца од после завршувањето на овој благословен месец. Асхабите, како што рече ти, Алла да те награди, значи 6 месеци од после Рамазан го молеле Господарот Субханаху ва Теала да им се прифатат делата, 6 месеци пред доаѓањето на Рамазанот, нели? Токму така. Значи поентата е дека советот е изворедно важен кај нас муслиманите. Ние, елхамдулиллахи раббил алемин, колку што можам јас да видам, живееме во една заедница која што е итекако расположена да прифати совет, значи расположена е да комуницира со џамијата. Гледаме, елхамдулиллахи раббил алемин, посетеноста на мездџидите никогаш досега не била подобра, барем ја во овие мои години тоа не сум го видел како што го сведочам денес, нели? Од друга пак страна, како да доминира тој формален аспект, а помалку духовниот. Значи, а духовниот, значи мораме да види. Мислам дека мораме на еден повисок ниво, значи еве да кажеме дека тука легалната верска заедница која што е одговорна за организацијата на верскиот живот на нашите простори така натаму, значи предлог, ова е предлог. Нели, не е критика, не дај Боже. Нели, предлог е да се направи една програма, да се направи еден распоред кој што ќе важи 2 месеца пред Рамазан, да кажеме, и тој распоред или таа програма да не биде само едно обично читање на текстови или на реченици кои што ние ќе ги спомнеме на минберот или во михравот или за време на нашите предавања, туку тоа да биде сега тука доаѓа вториот дел на прашањето, нели, или таа втора група што ја спомнав. Сега тука настапува институционалниот дел или институционалниот начин како ние тоа и да го извлечеме надвор од зидовите на џамијата, тоа да го префрлиме и надвор на улица и да го пласираме внатре во нашите мала, во нашите домови, во нашите улици, нели, да се направи еден начин на се информираност во кој што ние, оđите конкретно, нели, ќе можеме да говориме со сета слобода на говор, која што, елхамдулилlah, ја имаме во оваа земја, елхамдулилlah, не ни недостасува слобода на говор, за да можеме по-конкретно, по-блиску да комуницираме со луѓето и секако да им говориме на луѓето не само за тие прописи на Рамазанот, не само за важноста на Рамазанот, туку пред се тие луѓе да се зближиме со тие луѓе. На тие луѓе да им докажеме од било која класна заедница да доаѓаат. Знаеш, да им докажеме дека ние сме сите обични смртници. Ние сите имаме потреба од Господарот Джелле Фиула. Ние сме, значи, единки создадени со одреден рок на употреба, дека животот бргу ни минува. Значи, она што е утре, нели, за некој ден веќе ќе стане вчера.
А верникот треба да биде остроумен, треба да биде паметен, треба да го зграпчи моментот. Токму така и да зема поука од секој момент на неговиот живот кој што е веќе минато и никако не може да го врати. Во тој контекст Господарот субханаху ва таала, нели, дава еден прекрасен призор, нели, за човекот, за било кој човек. Не е конкретизирано само за оној кој што го познава динот или се придржува кон исламските прописи, нели, за било кој човек, па дури да е немуслиман, па дури да тоа е универзален повик. Универзален повик. Господарот вели: "Воле кад халекнал инсане ва на'лему ма тувасвису бихи нефсу." Значи еден прекрасен приказ како Господарот субханаху ва таала го создал човека. И вели: "И јас сум го создал човека и знам каков нагон тој има во себе. Знам што тој чувствува во себе. Ја знам секоја негова мисла. И точно знам во која насока Господарот субханаху ва таала, и точно знае Господарот џеле ше'нуху во која насока мислата или умислата го води човека. Ва нахну акрабу илейхи мин хаблил варид. Бидејќи јас сум му поблизок од што? Од ова каротидна, нели, артерија. И ако е човекот свесен за вако факт, ако е свесен за начинот на кој што постои, ако е свесен дека во еден момент е расположен и среќен, во еден момент е можеби тажен и несреќен, нели, во еден момент е здрав, во еден момент е болен, нефункционален, до даска неупотреблив, нели, треба да се потенцира фактот дека сите ние сме слаби и имаме потреба за една сила која што секогаш не придвижува. Тоа е апсолутна, ако смеам така да ја наречам, нели, а да не сгрешам некаде, тоа е апсолутна, разбираш, космичка сила која што ни дава живот, ни дава енергија ние да функционираме. Господарот субханаху ва таала токму на тој начин себе си се опишал кога вели: "Аллаху ла илаха илла хуал хајюл кајум." А Аллах е единствен Бог, нема друг, нели, ел хајюл кајум. Тој е единствено жив, значи постојане. И тој е, и токму Аллах е тој кој што се грижи за сето постоечко, од секогаш за секогаш, во континуитет. И ако човекот како една сиромашна, бедна, јадна единка ја спознае таа слабост кај себе, дека има потреба за силата на возвишениот Господар џеле ше'нуху, нели, а силата на Господарот џеле ше'нуху кај човека се отсликува преку неговата милост кога му дава овој да се покае, а тоа е голема работа, разбираш, тогаш човека треба да му се говори за постоењето на џеннетот, треба да му се говори за постоењето на џехеннемот, треба да му се говори дека сето она што тој го поминува сега, во еден ден од вечноста ќе биде приморан да одговара пред Господарот џеле фиула. А Господарот е тој кој што се грижи за човека, кој што му дава на човека, а не бара ништо од него. И од неговата правдина, Божја правдина е дека тој им дава на сите. Без оглед дали се муслимани, дали се христијани, дали се овакви, онакви, без оглед. Господарот вели: "Куллен намидду хаулаи ва хаулаи мин атаи раббике ва ма кане атау раббике махдура." И Господарот твој им дава на сите од своето давање. Значи му дава и на муслиманот, му дава и на немуслиманот, му дава и на неверникот, му дава и на грешникот, му дава и на атеистот, му дава и на овој и на оној. Омакана атау раббике махдура. Давањето на твојот Господар на никого не му е ускратено. Значи тоа е она што ние можеме да им го пренесеме на луѓето во ово светска смисла. Меѓутоа давањето кое што Господарот посебно го подготвил за своите робови ќе се случи од после проживувањето, каде што човекот ќе биде или награден поради својата искреност и добра постапка, или ќе биде казнет поради своето или неверување, или своето занемарување на постоењето на Господарот џеле ше'нуху, или поради неговото отфрлање на фактот дека тој не може да функционира во животот на овој свет без да биде поврзан со единствената
конечна сила, нели, а тоа е возвишениот Господар Джеле Ше'нуху, кој што себе си инаку се нарекува во едно од неговите прекрасни, нели, имиња Ел Кауи, дека тој е единствено силен, со сила која што само него му прилега и никој не може да го достигне токму така. Или да го достигне во тој аспект хаша во келла, не дај Во Боже. функција на односот на верникот кон постот, би сакал коментар и од двајцата шејхови да добијам. Меѓу тие подготовки и дерсови што ги имаме слушано во текот на изминатите неколку недели, можеби не 2 месеца, како што посочивте вие предходно. Дадовме предлог. Убав предлог. Иако се... предлогот е даден пред 1400 години, 6 месеци. Ама ние го скративме на 2, зашто ајде? Слушај, ние сега ќе видиме, ние сега ќе видиме дали иншалла предлогот ќе биде прифатен или тоест репликата, нели по процедурално по деловникот дали ќе биде прифатена иншалла. Иншалла. Значи ќе се отфрли. Процедурално ќе се отфрли. Ќе му кажам, ќе му пренесам, ќе направам кратенка секвенца од овој, ќе му го пратам на муфтијата овој предлог иншалла. Значи односот на верникот кон постот, значи категорија, широка категорија на луѓе, муслимани кои што постат со својата уста и со својот полов орган. Значи се задржуваат на со својот дигестивен тракт. Дигестивен тракт што се вика уста, дигестивен. Значи не јадат и се воздржуваат од полов однос. Ова мораме да го запишеме. Втората категорија, тоа се значи муслимани. Му'мини или верници кои што постат со своите очи, постат со своите уши, постат со својата уста, меѓутоа не со дигестивен тракт, така? И со дигестивен тракт. Меѓутоа овој случај со својот говорен апарат, што се вика, со уши, со раце и со нозе, и третата категорија на луѓе кои што... Ама да не заборавиш дека овие што постат втората категорија, исто така го практикуваат и постат. Првото, значи првото значи дополнително, згора на тие два елемента што ги спомнавме, ги додаваат и овие другите, значи со уво, со око, значи не зборуваат лоши работи, гледаат да избегнат кога има некаде кога се озборува да ја променат, нели, средината и така. Тоа вие ќе го кажете како ефенди. И третата категорија се мухсини кои што постат со своето срце и со својата душа. И исто дополнително прашање до вас двајцата, како да преминеме од првата на втората и од втората во третата категорија. Што треба да направиме ние како верници? Првин гостинот, па ете. Значи да одговориме на ова прашање. Ти веќе го кажа. Убав мој Јавко, значи да одговориме на ова прашање, треба да донесеш овде отприлика едно 10.000 страници, нели, или еден добар компјутер да седнеме. И 2 месеца време. Минимум 2 месеца и да се договараме, да пишуваме. Нели? Ама ние иншалла ќе се потрудиме. Види, јас секогаш велам дека верникот секогаш себе си треба да се пронаоѓа во Куранот. Кога веќе збориме за Рамазанот, нели велиме дека Рамазанот е месец на Куранот. Значи не дека е месец на Куранот, дека само во текот на Рамазан треба да се чита Куран. Туку треба да се трудиме во текот на месецот Рамазан Куранот да го читаме по неколку пати биидниллахи теала. Имам Еш-Шафии. Значи имам Еш-Шафии човек, чудо од човек. Чудо од човек, значи ако ти кажам дека во Рамазан хатме на Куран правил за сабах намаз и за јација намаз. По 2 хатми правил. 60 хатми во Рамазан. Значи 60 хатми во Рамазан правил. 36.000 страници се, така? Или 36. Значи и тоа се хатми не е она брзо читање или. Значи тоа се хатми со посветено, со намаз, со ибадет, нели? Значи ова може само да произлезе од душа која што е веќе тија спомна дереджата на ихсанот, нели, веднаш ќе се префрлам кај таа група, бидејќи секогаш треба да се говори само за она што е најдобро, само за она што е најконкретно. Секогаш треба да се форсира говорот за она што на човека најповеќе му користи, нели? Иако во прашање е една
едно етапно пешачење низ животот за човекот да ја достигне таа дереже на ихсан. Меѓутоа, ихсанот, како што го формулирал пегамберот алейхиссалату весселам, ен та'будаллаха кеаннека тарах, фе ин лем текун тараху, фе иннеху ярак. Значи, ихсан или тој највозвишен степен на блискост со возвишениот Господар Джеллефи, со Севишниот Господар Джеллефи Ула, е резултат на што? Е резултат на потполно одрекнување од било што човека го врзува со неговата страст, а го префрлува во една засебна небесна сфера во која што тој живее сам за себе со својот Господар Аллах Джелле фи'ула. Нели? Затоа ќе кажеме дека пејгамберот алейхиссалату весселам е тука првенец на сите пратеници, а што останува збор за нас смртници. Нели? Дека тој го обожувал или му робувал на својот Господар субханаху ва теала, не дека само како да го гледал пред себе, свесен дека Господарот него го гледа, туку тој живеел во постојана комуникација со Господарот Джеле ше'нуху, преку што? Па токму преку Куранот, кога што Џибрил алейхиссалату весселам, каде што Џибрил алейхиссалату весселам секој Рамазан доаѓал кај него и заедно го поттикнувал да читаат Куран. Нели? И сега таа дереджа на ихсан човека го води во директна комуникација со Господарот Джеле ше'нуху и што? И прашањето на постот или одрекнувањето од храната и водата, тој воопшто и не ги чувствува. Зошто? Бидејќи Господарот Джеле ше'нуху од својата преголема милост во месецот Рамазан на човека му дава да заборави на таа храна, да заборави на тој пијалок. Зошто? Затоа што во човекот се случуваат, во човекот се случуваат дженнетски сценарија. Какви се тие дженнетски сценарија? Па зарем пејгамберот алейхиссалату весселам не вели дека ле хулуфу феми мри'i муслимин атјабу инда Аллахи мин рихил миск, во хадис кој што го регистрирал имам Бухари и Муслим, дека здивот или миризбата која што излегува од устата на постачот кај Аллах е поубава и подобра од мирисот на мошусот. А што е тука мирисот на мошусот? Прашината во дженнетот. Значи, тоа е прашината во дженнетот, како што ја формулирал пејгамберот алейхиссалату весселам, а за која во конкретни детали говори имамот Ибн Каим ел Џаузие во своето прекрасно дело Хадил Еруах ила Биладил Ефрах. Значи, прирачник за тие искрени души кои што сакаат да го следат патот и да влезат во земјата на вечната радост. Нели? Значи, во тебе се одвива дженетко сценарио. Со читањето на Куранот ти си во постојана комуникација со Господарот Джеле ше'нуху. Значи, твоето тело, твоето битие, твојот дух чувствува леснотија. Таа леснотија е резултат на што? Благодета и милоста која Господарот субханаху ва теала во моментите на постот му ја дава на човека. Па колку пати сме слушале, брате бе, многу лесно се чувствувам во Рамазан. Се чувствувам како дури и да не чекорам по земјата. Да лепдам. Ама нели пратеникот салаллаху алейхи ва селем вели дека мелеците на вистина ги поставуваат своите крилја на земји за по нив да чекори оној кој што е во потрага по знаењето за Аллах. А што имаш ти подобро? Што имаш подобро? Која дереджа на барање на знаење за Аллах субханаху ва теала е подобра од месецот Рамазан? Кога постиш, кога си му посветен на Господарот субханаху ва теала 24 сата дневно, кога брзаш да го читаш Куранот за да го научиш говорот на својот Господар Джеле ше'нуху, нели? И кога брзаш да се дружиш со своите браќа во тој ибадет на кој што во дженнетот, повторно дженнетко сценарио, кога дженетлиите ќе бидат наслонети, нели, или потпрени на своите прекрасни дженнетски дивани, нели,
ќе се сеќаваат на овосветските моменти и секако ќе се сеќаваат на што? На тој момент кога се дружеле заедно во ваков начин на ибадет. Има тука еден многу интересен момент. Вели Господарот субханаху ва таала: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. И секогаш, значи збори Господарот субханаху ва таала ја опишува ситуацијата на дженетлиите кои што ќе уживаат како никој пред нив и како никој после нив во вечноста кај Господарот џеле фиула. Значи кога ќе уживаат во тие дженетски плодови, Господарот субханаху ва таала говори за таа преубава слика. Тој ја знае таа слика. Тој веќе знае како изгледа. Ние не знаеме. Меѓутоа, мал дел од таа убавина тој сака да ни ја прикаже, за да ни ја зголеми таа љубов кон ахиретот, да ни го зголеми убедувањето и што? Да ни ја зголеми таа желба која што цел живот ја очекуваме и кога ќе се приближи смртта, иншаалла, тој да ни овозможи, тоа да ни се оствари. И секогаш Господарот субханаху ва таала вели, значи во преводот на тој ајет, и секогаш кога дженетлиите ќе бидат снабдени со плодовите на дженнетот, тие ќе кажат: ова веќе сме го виделе. Ние веќе ова сме го почувствувале. Рузикна ми кабел. Ние ова веќе го вкусивме некогаш. Во уту бихи мутешабија. Не, ќе им биде дадено нешто слично. Нешто слично на што? На она што претходно им се случувало. А што им се случувало претходно? Господарот субханаху ва таала, токму во вакви моменти, кога човекот е чист од тие телесни пориви и нагони, кога си во потполност, значи лишен, кога си анулиран од храната и пијалокот, кој на човека секогаш му предизвикуваат животински нагони. Посебно ако се претерува во нив. Нели, Ибн Кајим ел-Џаузија вели, вика, пропаста хелаку реджули, вика, фитнетейн, вика, поради две работи, вика, човекот пропаѓа. Која работа? Шехватул батан во шехвату ел-фередж. Вика, поради страста кон храната, кон пијалокот, кон оно што сакат да јаде, да пие, бидејќи човекот кога се преоптеретува со таа храна, со тие пијалоци, кај него слабее волјата да го спомнува Господарот. Бидејќи Господарот така дал, му се забавуваат сите животни и духовни функции, субханалла, бидејќи човекот треба да се подготвува за нешто возвишено. Нели, во шехватул фередж, значи и страста на неговиот полен орган. Тоа човека го оддалечува од Господарот субханаху ва таала. Меѓутоа, кога Господарот ни вели, а дадено им е нешто слично на дженетскиот плод, па што е тоа ако не е овој вкус на убавината на овој иман кој што сега го чувствуваме? Што е тоа ако не е убавината на вкусот на говорот на Господарот субханаху ва таала со кој што ние секојдневно живееме и во дженетот истото ќе го препознаеме? Меѓутоа Господарот ќе ни даде тоа да ни биде отелотворено во дженетот и во вечноста да уживаме. А секогаш во дженетот ќе ни бидат дженетските плодови, ќе бидат што? Обновувани. Нонстоп рестарт и нонстоп повкусни, нонстоп поубави, нонстоп значи поугодни за човека од една страна. Од друга страна, Господарот субханаху ва таала вели, значи во хадис кудси, кој што така го регистрирале имам Муслим и имам Бухари, нели, куллу амел ибни Адема леху илла саум, фе иннеху ли ва ана аджзи бихи. Секое дело кое што човек ќе го стори, му припаѓа само него. Значи, намазот е само твој, зекатот е твој, хаџот е твој, садаката е твоја, жртвата на Аллаховиот пат поради на овој или оној начин, нели, само твое. Тоа ќе го најдеш кај Господарот субханаху ва таала. Нели? И Господарот нема да се вмеша помеѓу тебе и тоа дело. Ако било искрено ќе ти прости, ако било малку измешано со грев, не со неискреност, со грев и немарност, ама било искрено, Господарот, иншаалла, ако сака, тоа ќе го прости и ќе го награди, иншааллаху таала. Нели?
освен постот. Господарот вели, постот е мој. Вика, јас посебно наградувам за него. И ако Господарот субханаху ва таала себе си се обврзал посебно да награди за постот, зборуваме за награда која е непрегледна, за награда која нема тежина. Господарот вели, со ова ќе завршам, нели бар ќе го завршам ова прашање, се надевам дека успеав да ти го одговорам. Нели Господарот вели, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. И ова исто како со постот. Овој ајет, значи ист како со хадисот што го спомнав пред малку. И кога Господарот твој му се обраќа на пратеникот алейхи салату весселам, а важи за сите нас до судниот ден, не само за нас муслиманите, за сите луѓе кои што треба да се освестат и да го прифатат Господарот субханаху ва таала како свој единствен Господар во време, во ова денешно време, кога веќе полека, ама сигурно се прави рестарт на старите идолатрии, почнуваат да заживуваат повторно оние стари идолатриски религии против кои се борел Мухамед алейхи салату весселам, Иса, Муса, Худ, Салих, целата таа плејада. Значи тие постојано биле присутни, тлееле, можеби, ама сега од една се разгорели. Па зар не гледате дека еве почна повторно да се обожува Баал? Да. Нели, зар не гледаме дека повторно почна да го обожуваат шејтанот или сатанизмот или значи исламот е последна брана на последен бедем, посебна железна конструкција, штит кој што го чува човештвото. Не е више ова прашање, ова повеќе не е прашање дали ова помеѓу исламот и помеѓу атеизмот или будалаштините ова. Исламот е веќе последна линија на фронтот на одбраната на човештвото. Или последна шанса за човештвото. Или последна шанса за човештвото. Затоа Господарот субханаху ва таала вели во овој ајет, и кога твојот Господар се ветил на самиот себе си, или си дал збор самиот на себе си, ако ми заблагодарувате, јас само ќе ви ја зголемувам својата благодат. Нема за човека поголема благодат отколку тој во Рамазан себе си да се доживее како вистински Аллахов роб. Портите на покајанието се ширум отворени. Па и дури за најголемите грешници, дури за најголемите неверници. Портите на џехенемот се затворени. О, Аллах да те ова е многу важно. Ова заборавивме да го кажеме. Аллах да те чува. Додека портите на џехенемот се затворени, шејтаните се оковани во синџири, нели, што е доказ дека овој месец Господарот субханаху ва таала го обезбедил само за својата прошка и само за покајниците кои што сакаат трчајки, а не ползејки да му се вратат на својот Господар Джелле фиула. Ефендија, се извинувам. Уште едно прашање имам јас. Не, Ефендијата требаше да додаде нешто во врска со оваа тема. Ке поставам. Знам дека е кратко. Времето немаме време, знам. Ама ајте, можеби ќе поузираме. Нека те награди доктор Фат Миравко за прашањето. Јас можеби повторно ќе се вратам кон тоа што го спомнав на почетокот. Човекот е активен и мотивиран онолку што ја знае вредноста на тоа за кое што се ангажира. Токму така. Сега живееме во едно време кога златото секој ден му расте цената. Да. И луѓето ги следат берзите, внимаваат и ја знаат вредноста на златото, знаејќи дека секој дневно се зголема неговата материјална вредност. Од друга страна, кога се работи за некои духовни работи, кои што се многу кратно повредни од материјалните богатства на овој свет, тогаш како да затајуваме нашата логика, нашата бизнис логика, да ја наречеме, како да затајува и како тогаш да стануваме одеднаш луѓе кои што го продаваат безценетото за нешто што е безвредно. Мини. Што сакам да кажам? Го продаваат женетот и можностите кои што Аллах ни ги дава и наградите кои што ни ги ветил за нешто што е мирливо, за нешто што е
во најмала рака безвредно. Бидејќи ако се вратиме и да ги анализираме вака со смиреност овие убавини што ги имаме на овој свет. Никој не може да каже дека нема нешто што е убаво и што предизвикува задоволство кај човек. Но ако се вратиме кон нивната есенција, значи кон нивната основа и суштина, ќе видиме дека тие се краткотрајни. И дека многу брзо го заситуваат човек. Додека благодатите во рајот и благодатите кога човекот е во ибадет, во покорност на Аллах субханаху ва таала, се навистина суштината нивна е дека тоа е долготрајно уживање. И она што го вели Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ја вкусуваме вистинската сласт на иманот. А иманот што е? Во исламот иманот, верувањето, не е нешто што ние го декларираме само со нашите зборови. Некој човек може толку убаво да се искаже и да го опише својот иман, што ние ќе се засраиме од начинот како убаво, елоквентно ги бија стилските фигури, зборовите, за да го дефинира иманот. Дека ние знаеме дека иманот не е само тоа што го говориме. Иманот е целиот наш живот. Го спомна и почитуваниот оџа имамот Хасан ал-Басри, кој што во една негова позната реченица вели: "Лейса al-иману бит-таманни, вала бит-тахалли, ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل." Значи иманот не е само она што го присакуваме, што го прижелкуваме. Ниту пак иманот е нешто што го сметаме за убаво, го сметаме како нешто што е навистина вредно кај нас. Вели иманот е она што нашло место во нашите срца, значи се вкорени од длабоко во нашите срца и тоа го потврдуваат нашите дела. Затоа и првите генерации кога зборувале за иманот, нивната дефиниција на иманот била ел иману каулун ва амел. Да говориш и да работиш. Значи не е иманот само да се задржиме кај таа декларативна форма, туку иманот е еден комплекс, една, да кажеме, убаво структурирана целина на убеденост на срцето, на декларирање со јазикот и потврдување или дел од иманот се тие дела, тие богоугодни дела и ибадети кои што ние сме должни. Сега во месецот Рамазан луѓето повеќе гледаат на постот како на нешто што е поврзано со гладот, со жетта, со таа привремена лишеност од тие страсти кои што ни се забранети во еден дел денот, од денонахијата. Додека пак, доколку размислиме по-трезвено и по-логично, ќе видиме дека овие ибадети треба да донесат трансформација кај нас. Треба да причинат да ние се промениме кон подобро и да бидеме поблиску до Аллах Джелешану. Многу убаво рече оџата дека нас Аллах Джелешану ни овозможува да почувствуваме радост, среќа, смиреност, уживање, каква што ќе почувствуваат дженетлиите кога ќе влезат во дженетот, иако не може да се споредат од аспект на квалитет и од аспект на реалноста и суштината на тоа уживање во дженетот, но сепак на еден начин Аллах Джелешану како да не мотивира со тоа што ќе почувствуваме, како ќе се чувствуваат и како ќе уживаат дженетлиите во дженетот. И затоа постот е многу битен ибадет и треба да го сватиме како што рече како последна шанса. Замислете човекот да стане и некој да му каже ова ти е последниот ден од твојот живот. Како би се однесувал тој човек? На нас Аллах Джелешану ни кажал дека уште од моментот кога сме биле во утробите, во матките на нашите мајки, одредено ни е колку ќе живееме на овој свет. Не го знаеме, но знаеме дека секој дневно се приближуваме кон тој крај на овосветскиот живот. Затоа верникот треба да се труди да го искористи секој момент.
И сметам дека доколку верникот стане свесен за вредноста на нешто што му е дадено, дека тој ќе биде многу по ефективен или ефикасен во начинот како ќе ги искористи тие благодати кои се му дадени од Аллах субханаху ва таала, а тука спаѓа се како дека и намазот и постот и сите други ибадати. Треба се многу го рече Јоџата дека треба луѓе да се подготвуваат, да се подсетуваат. Како што не бомбардираат со вестите од бизнис светот, од ова, од политичките новости. Да. Секојдневно тие го менуваат нашиот, да го наречам, mindset или ментален склоп, ни ги менуваат приоритетите, така и ние како верници треба да ги бомбардираме. Да го бомбардираме нашиот разум, нашата душа, нашето срце со информации кои што ќе не променат кон подобро и ќе направат да бидеме свесни дека постот не е само да не јадеш и да не пиеш и да се да абстинираш од сексуален однос со твојата сопруга, туку е нешто многу повозвишено, нешто што затоа што Аллах џелешану кога вели за постот, вели дека целта е лаалакум таттакун, за да вие бидете богобојазливи. А во овој месец на Рамазанот или Рамазан, Аллах ни дава толку многу поволности, ги околува шејтаните во синџири, ги затвара портите на џенетот, на џехенемот, ги отвара портите на џенетот. Сето тоа како и вели дека секој ден, секоја ноќ, Аллах џелешану ослободува луѓе од џехенемската казна, луѓе кои што заслужиле таа казна. Ги амнестира. Исто така на последниот ден на Рамазан го нарекува Божјиот пратеник Јеумул џеваиз, денот кога му се даваат на човекот наградите за тоа што во овој месец ни ја даде ноќта на Кадр, која што е повредна повеќе од 1000 месеци. Значи, овие се сите предуслови за ние да бидеме успешни. И наистина голема загуба, голема, како се вели, пропуштена можност. Како се вика кога фирмата ќе загуби се? Банкрот. Голем банкрот ќе биде ако ние сите овие поволности не ги искористиме и се вратиме на истата појдена точка кога сме биле и грешници, кога не сме го спомнувале Аллах џелешану, ниту пак сме го искористиле овој. Навистина не можам да разберам логиката на некои луѓе кои што највредните часови на денот после терави намазот, времето кога е убаво да се искористи за спомнување на Аллах, за дова, за времето на сехурот. Значи, да го искористат за нешто корисно, го користат и го губат за нешто што е не само што не е корисно за нив, туку е штетно, туку е предизвика, ја предизвикува Аллаховата лутина или може да биде причина за неговата казна на оној свет. Нала му шем дова инша да не освести. Амин. Можам да се надопомнам на овие прекрасни зборови. Може би токму хадисот на пегамберот алейхиссалату веселам кога вели дека човекот пропаднал. Нели? Откако го доживеал Рамазан, а не заслужил да му биде простено. Па токму ова е зашто ти сега говориш. Имал шанса и да клања, и да пости, и да прави добри дела. Јазикот да си го држи. Со малку да постигне многу. Како бонус, буквално. И тој сето тоа го пропуштил и може би во истата година, па дури и Лейлетул Кадр ја пропуштил, нели 82 години ибадат. И ние не знаеме дали ќе живееме толку. Ретко кој разбира живее 82 години. Нели? Значи пегамберот алейхиссалату веселам вели амар уммети ма бейне ситини во себеин. Вика животната добна мојот умет е помеѓу 60 и 70 години. Ти имаш само една ноќ 82 години повратна да ти е од цел живот и бадет, нели? И замисли сега човекот токму ова ти што го рече Ефендија, да му се случи Рамазанот да му мине, да не му биде простено и во таа година да му е веќе судено или предодредено да го напушти овој свет. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah да те награди.
Нема да додадам ништо, само ова не сакам да го расипам моментот, значи ова беше кулминација. Јас сум многу емотивен, машалла. Она што го зборуваше, оџата и се така тука сме. Не, воопшто за целата ситуација. За целата ситуација. Значи јас сум многу види, онака кога Господарот ќе ги внесе дженетлиите во дженет. Нели, тие ќе влезат во дженетот. Ама ќе мислат дека имаат се. Господарот секогаш ќе им дава нови состојби да доживуваат нови радости. Меѓутоа, откако ќе влезат по прв пат во дженнетот, Господарот вели што хитамуху миск. Значи, нивниот крај ќе биде што? Мошус. Значи, што? Ќе уживаат во тие дженнетски давања. И ова... Офи дали ке фелите нафеси. Барекалла фик. За нешто ова што го каже ефендијата сега, значи хитамут хуммиск. Значи тој стави печат со дженетска миризба. Офи дали ке фелите нафеси мутенафисуни, како што кажа. За ова вреди да се надпреваруваат. Охму така. Тие кои што сакаат да се надпреваруваат, за ова нека се надпреваруваат. А тие кои што го губат времето во рекла казала, во будалаштини, во обвинувања, во какви се не идиотизми кои што се дел од нивните души, не само од шејтанската весвеса, кога сме веќе во Рамазан, и не нефсене емаретум бису, нели Господарот вели во описот на душата човекова, а душата на човека секогаш, а човека неговиот его секогаш го е склон кон злото. Токму така. Па овие ако си допушта себеци егото да ги победи во Рамазан, таквите се губитници во Ријаду билла. Морам да го поставам. Нели имаме еден така договор натрешен дека ќе третираме работи, проблеми кои што се случуваат во текот на тој период од една до друга емисија. Поминаа долги години од кога последен пат имаше несогласувања околу почетокот на месец Рамазан. Сега ја користам оваа прилика да ве прашам вас и ќе направиме после и секвенца, нели, ќе ја пуштиме во етерот, да им појасниме на нашите браќа и сестри муслимани во врска со оваа проблематика, како да не кон 20-та Ефендијата нека каже, јас после него ќе решам. Тама. И да затвориме емисијата. Многу убаво рече еден оđа кој што рече, оној кој што ни рекол да постиме кога ќе видиме младата месечина, почетокот на месецот Рамазан, и да славиме Бајрам кога ќе го видиме, кога ќе ја видиме младата месечина на месецот Шеуал, истиот тој кој што рекол, постете кога постат луѓето и правете Бајрам кога прават луѓето. На постојаната комисија за фетви, која што е во Саудиска Арабија. Ова уште во времето на шејхот Ибн Баз рахимахуллах. Им било поставено ова прашање. Вика има луѓе во нашата земја кои што велат дека сами ја гледаат месечината и сами го започнуваат постот кога ќе ја видат месечината. Дали е исправно тоа што го прават тие? Тогаш шејхот Ибн Баз и неговите други соработници во оваа комисија им вели дека тие прават погрешно, дека нивна должност е да постат со луѓето во средината. Во местото каде што живеат. Ако таму има некоја организација која што е верски авторитет и која што го прокладува почетокот и крајот на месецот Рамазан, треба тоа да се следи, сето тоа со цел да се сочува единството на муслиманите. Бидејќи само мал како се вика оган или искра, само мала искра, да, беше причина денеска овој виртуелен свет да се запали, да се разгори оган и да повторно испливаат тие анимозитети. Нашата вера е вера во која што постојат за многу прашања повеќе мислење. И дека од мудроста и од иманот е ние да сакаме сите луѓе да следат вистината. Но исто така од иманот е и да го почитува мислењето на некој друг, особено доколку тој за тоа мислење има аргумент кој што е одговорот на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. И дека е исклучивоста да ги исклучуваме луѓето, да ги дистанцираме од верата и од правиот пат, велејќи дека тие не знаат, тие не го следат сунетот на Мухамед саллаллаху алейхи ва салем,
дека ова не е пракса. Баш пред некој ден зборував со еден човек кој што е внук на познатиот шејх Абдул Кадир Арнаут. И ние знаеме дека во ханефискиот мезхеб, кој што се практикува на нашите простори, постои разлика во начинот на клањање кај мажите и кај жените. Држењето на рацете конкретно. И јас го прашав, дали навистина постојат ривајети, бидејќи тој е син на Махмуд Арнаут, кој што е син на Абдул Кадир Арнаут, кои се авторитети во одлични познавачи на ханефиската правна школа. И на хадисите. Да, апсолутно. И тој ми кажа дека има ривајети кои се пренесуваат од асхабите, кои што зборуваат за повеќе од 5 разлики во намазот кај мажите и кај жените. Ние до сега тоа не го знаевме. Сакам да кажам, постои можност да се дебатира, да се полемизира на најубав можен начин. Ако Аллах ни вели дека со следбеници на книгата дебатирајте на најдобар можен начин, тогаш ние како муслимани меѓу себе секојаш треба да го имаме на ум првата работа, таа да имаме убаво мислење за нашиот брат. И доколку не можеме да му го доловиме тоа, да му го докажеме нашиот став со аргументи, тогаш во најмала рака да се обидеме, да го разбереме неговиот став и во најмала рака тоа да не биде причина помеѓу нас да се срушат сите мостови на комуникација и на соработка. Тоа што јас ќе кажам. Ала да ве наградиш. Ја нема да додадам нешто повеќе од ова кажано. Тоа е тоа. Аллах да те награди, захална хајр, одлична, разбираш, одличен приказ. Меѓутоа, ќе се обидам нешто да додадам малку. Како прво, во историјата на муслиманите. Значи, овој проблем, не сакам дури ни да го наречам проблем. Појава. Значи, оваа појава, била неминовна. Како прво поради географската разлика, на земјите во кои што живееле муслимани. Значи, немале технолошки средства за комуникација, немале ова, немале она, па нормално било дека овие ќе запостат тогаш, овие ќе запостат тогаш или. Мислам дека овој проблем е предизвикан благодарејќи на технолошкиве средства кои што ни овозможуваат комуникација, разбираш. Мислам ти дека во минатата емисија рече дека светот станал едно големо село. Глобално, тоа го кажа, се сеќам на тоа. И сега, тоа е една страна. Од друга страна, имаме проблем, ајде малце вака ќе се обидам да не елаборирам многу на широко. Ја овој проблем го гледам како една политичка појава денеска, разбираш, во отсуство на во наводници наметнување, или да кажам во отсуство на позитивно наметнување на заеднички верски авторитет на светски ниво, а тоа е многу компликувано и тешко е, ние на голема жалост, можеби поради непознавањето на приликите во кои што живееме и делуваме, како ние тука, така и некаде во арапскиот свет, така ваму и така даје, склони сме кон донесување на одлука за која што можеби немаме визија што може да ни донесе утре. Живееме во состојба каде што или во ситуација во која што како никогаш порано на муслиманите не им било потребно единство на збор или еднотија на сплотеност на ниво на светска муслиманска заедница. Толеранцијата апсолутно треба да постои, и мислам дека овој проблем е појава на нетолеранција или на непостоење на еден постојан континуиран диалог помеѓу институциите на светски ниво, кој што подоцна ќе биде проследен
нели на ниво на џами, на ниво на џемати, на ниво на трибини, на ниво на меѓусебна комуникација, на организации, вакви или онакви, за да им се даде на луѓето до знаење дека исламот не е една конзерва во која што ние треба да набиеме што повеќе можеме информации и во еден момент конзервата да ни експлодира, разбираш, в лице. Туку што, значи тоа е елхамдулилахи раббил алемин, тоа е едно широко поле на договарање, на комуникација, на меѓусебно советување во кое што пред се и априори предност ќе се даде на благосостојбата на муслиманската заедница и на убавото разбирање и функционирање на таа муслиманска, на таа муслиманска верник меѓу заедница. двајца оџи, вака го разбирам ова. Значи ние можеме или да се придружуваме кон заедницата, како што е одредено, значи имаме авторитет, верски авторитет, или пак да се кон некој, како да кажам, дали епицентар или пак место кое што не се придружува кон гледање на месечината. Значи јас ако се решам заедно, не смеам да го обвинам другиот. Така, значи да не. А едно практично прашање сега, вака кон двајцата. Јас сум иншала ниетли не умра да одам. Ако решам да запостам задутре, тоа значи ете, отворено. Значи иншала имам ние задутре да почнам со постот. Дали јас треба да се адаптирам откако ќе стигнам во светите места според местото? Има ли некоја ваква слична ситуација која што, например, луѓе од друга земја запостиле порано, а им се придружиле на друга заедница и се адаптирале кон постот во таа? Дека имам нешто читано денес, мислам дека постот што го спомнавте, го имате вие споделено теден ноќ, таков сличен пост. Да, а тоа се работи за диалогот помеѓу Ибн Абас и Курејб радијаллаху анхума, кога вели дека Муавија започнал со постот петочен ден, дека муслиманите во асхабите кои што биле во Медина започнале со постот во сабота. Значи во сабота и рекле дека ние ќе постиме се дека не го видиме младото месечење на месецот Шевал или додека не се наполна 30 дена од месецот Рамазан. Сега да хоѓате по шејх. Не, поди. Значи ако ти ако го дочекаш Бајрам додека си во Мека, ќе видиш што со муслиманите во Мека, со нив ќе славиш Бајрам. Ако се вратам пред Бајрам, пак ако се врати тука, ќе се вратиш пак во твојата матична заедница и со нив ќе бајрамуваш. Ако смеам да се надоврзам, ова ти е исто како примерот на фикското прашање за проблематиката на џематскиот намаз. Дали, значи улемата тука има ставови. Еве да кажеме, имаме џамија во која постои имамун ратиб, значи редовен имам, кој што клања од сабах до јација. И сега, тој ги клања сите намази. Се случува дека одредена група на луѓе ќе задоцат на време и нема да стигнат да клањаат со него. Сега се поставува прашање, дали ќе клањаат секој поединечно за себе, бидејќи во таа џамија или ќе формираат нов џемат, или ќе формираат џемат за џемат. Има дел од улемата вели не. Вика тој секој еден што ќе пристигне од после клањањето на фарз намазот, нема да формира нов џемат, туку ќе се тргне на страна, ќе клања самиот за себе. Зошто? За да се забележи важноста на чувањето на единството на муслиманите, кога е во прашање присуството во фарз намазот зад еден имам. Значи не месџид кој што се клања туку џамија, како кога се класично, тоа е медхебот и тоа е медхебот на Абдулла ибн Месуд радијаллаху анху. Мислам дека добро се сеќавам. Меѓутоа има улема кои што велат не. Доколку не успеале да клањаат со него, дозволено е да клањаат свој џемат да формираат. Меѓутоа условот е кој тоа да биде месџиду сук, значи да биде некоја џамија која што им е секоја достапна на луѓето во чаршија, или во парк или
Нели? Значи, истото прашање важи и за постот. Таму си со нив, пости со нив. Овде си со нас, ке постиш овде со нас, инша Аллаху таала. Ке шалтам, така? Дури, јас ке кажам, ако си почнал со нив, инша Аллаху таала, и ден пред Бајрамот, кај нас, значи кај нас да кажеме, Бајрамот е во петок е, а тебе ти е Бајрамот во четврток. Разбираш, мустехаб ти е, убаво ти е, инша Аллаху таала, да го испостиш и тој ден, нели, за да се придружиш кон джематот кој што живее во тоа место. Разбираш? Ето, Аллаху алем. Аллах најдобро. Ала да Да што прашање или да приручуваме. Саат и пол. Ала нека те награди, шејх, за овие прекрасни што ме поканивте, зборови. само да не заборам, или ќе ми дадете завршен збор, или без завршен збор, сакам и вам, и себе си, и на сите тие кои што не гледаат, браќа, сестри, разбираш, муслимани, потенцијални муслимани, инша Аллаху теала, да им го честитам овој месец на Аллахова милост, оваа благодат која што ја доживуваме. Инша Аллах, Господарот да ни даде здравје, да ни даде живот, да ни даде расположение, инша Аллаху теала, да излеземе од овој месец чисти од гревови би идниллахи теала. Амин. И ја немам што да додадам. Ова нека биде завршетокот на оваа епизода на подкастот Диван. Се гледаме со Аллахова дозвола по месецот Рамазан со нови епизоди и нови теми. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум.